разбудам. Посветна љубовта, без стари долгови и тие се ништа. Очекор што ме дене. Овде позади мене е родната куќа на Тоше Проевски. По овие кадрми тој ги направи првите чекори овде каде во Крушево. Те прегрнам, да не се сеќавам на студој есенски оние патила што токму нас не следеа. А мојов живот игри без граници. Како се однесуваше кога стана голема звезда кога доеше во Крушево? Значи Тоше Проевски беше најголема звезда, но кога ќе дојдеше во Крушево, значи беше нормален човек, нормално се понашаше со сите, значи во Крушево едноставно тој не беше звезда. Луѓето си го прифаќаа како обичен, како Тоше и како да. Може ли да кажеш некоја интересна случка што еве до сега не сме објавиле во јавност? Значи имаше многу интересни случаи, значи можам неколку да издвојам, ајде. Значи Поинтересна. Поинтересна случка беше кога бевме на 20 декември, знам за едно беше имен ден Свети Јован, беше празник, имен ден беше на еден негов другар, прв другар и бевме тука сите собрани во Планет, имаше добра журка, значи знаеше тој самиот да каже во 12, во 24:00 да земе микрофонот и да направи забава, значи да биде исполнет и тогаш беше расположен и таа дупката што ја снимавте таму кај што е потпишен, значи тој ја направи и беше многу расположен. Таа е една од поинтересните ситуации, журки што можам да издвојам. Имаше многу. Приватно Тоше Проевски, пак ја кажем, беше најнормален човек. Имаше едно мото, го споделуваше со сите. Мотото беше "Ве сакам сите". Ве сакам и јас ве сакам. Ве сакам јас сам те, ве сакам. Претходната влада не успе или од неоправдани причини не го изгради гробното место на нашиот сограѓанин и нашата попика на Тоше Проевски. Меѓутоа, актуелната власт, централна власт, во соработка со локалната самоуправа, успеавме заеднички, секако благодарение на владата на Република Македонија, да ни ги префрли средствата за изградба на достоен вечен дом на нашиот Тоше. Веќе започнавме со проектна документација во соработка со Министерството за транспорт и врски и Министерство за култура. Очекуваме во наредните месеци да биде направен проектот, па потоа имплементацијата. Да има учни, вкуси како зрела јагода, кој никој не ги бакнува кој јас, кој никој не ги бакнува кој јас. Боже, не ми треба ништо друго, дух сужив под ова небо, топла постела и очи што ги знам. Боже, ангели од небо прати, та нема да се врати, чуваја озо, та нема никој свој, нема никој свој. Боже, чуваја од зло. Дајте ми телефоните да ги видам, уклучете ги мобилните телефони. Дајте да направиме звездено небо. Не можам да ви опишам како изгледа од овде. Не можам да ви опишам како изгледа. Сликајте ме, молам, од овде и сакам слика. Чекајте и мене. Ова не се опишува.